Македонскиот амбасадор во Обединетите нации Љубомир Фрчковски најави дека ќе се повлече од функцијата амбасадор, обвинувајќи го Министерството за надворешни работи дека со информациите дека тој правил финансиски малверзации како амбасадор постапува срамно и мизерно. Реакцијата на Фрчковски уследи откако МНР најави дека тој е повика на консултации во Скопје поради наводни сомнежи за неправилности во неговото амбасадорување. Од МНР засега не даваат детали за информации за причините за повикувањето на Фрчковски, но наведуваат дека имало сомнежи за злоупотреби и за непочитување на насоките добиени од претходниот министер и од МНР, пред се за купување на авионски билети за потребите на амбасадорот во Њујорк и дали парите се трошени согласно правилникот на министерството. Срамна и мизерна е забелешката на службите во МНР дека амбасадорот злоупотребил службена картичка за авионски карти кон Македонија. Амбасадорот имаше итна медицинска интервенција во Македонија и беше на закопот на својот починат брат, ненадејни настани кои го примораа привремено да искористи пари од мисијата за авиобилет, кој секако деновиве ги надомести од своји приватни средства. При тоа Фрчковски го обвини МНР дека не уплаќало пари за здравствено осигурување на вработените во мисијата на Обединетите нации во Њујорк. Според него, службите во МНР не доставувале на мисијата соодветни средства за лекарско осигурување на вработените во мисијата, со што се крши законската обврска тоа безусловно да се обезбеди, а чие необезбедување повлекува кривична одговорност. Според амбасадорот, лекарско за вработените во мисијата во Њујорк немало поради погрешно направен тендер на вработена во мисијата, која сега била во кабинетот на министерот. Мисијата чува некои минимални средства на државната своја сметка, во случај МНР да не обезбеди средства, а законската обврска принудува тие да и се платат на здравствената компанија во САД. На списокот на финансиски неправилности на амбасадорот Фрчковски наведено е немање евиденција за парите кои ги добила Македонија од суксесијата на имотот на СФРЈ во Њујорк, поточно од продажбата на вилата на Тито, од која делот на Македонија е околу 4 милиони долари. Фрчковски во реакцијата објави документи за уплата на буџетска сметка на Македонија на 3 милиони 960 илјади долари, насловени токму од заедничката продажба на имотот на СФРЈ кои припаѓаат на Македонија, за кои наведува дека службите во МНР навремено ги имале на увид. Фрчковски при тоа го повикува министерството кое има инструменти да испрати ревизија во мисијата во Њујорк, која ќе утврди состојбата во незиното работење.